Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. uklo.edu.mk. За универзитетот отворено. Почитувани слушатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио UKLO FM Битола. Радио на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола. Ова е новото издание на емисијата за Универзитетот отворено. Веќе знаете дека во емисијата, во рамките на кампањата за запишување студенти во новата академска 2024-2025 година, ги представуваме единиците на UKLO со цел да ги информираме заинтересираните за можностите што им ги нудат за високо образование, студиските програми, начините на одвивање на наставата, опременоста, секако и мобилностите и се она што ги интересира идните бруцаши. Наша денешна гостинка е деканката на економскиот факултет, професор доктор Драгица Джаклиевска. Најнапред, деканке, добре дојдовте во програмата на UKLO FM. Добар ден. Ви благодарам на поканата да бидам дел од програмата на UKLO FM. Истовремено ја користам можноста да ги поздравам сите ваши слушатели и да им посакам добар ден. На почетокот, како што е вообичаено, да ги запознаеме нашите слушатели со историјата на економскиот факултет, една од постарите единици на универзитетот. Економскиот факултет во Прилеп е формиран далечната 1960 година како специјализирана книговодствена школа, а во 1966 година е проширена неговата дејност со две насоки, и тоа финансиско-книговодствената и комерцијалната насока. Со тоа, специјализираната книговодствена школа прераснува во Виша економска школа. На крајот од 1970 година, Вишата започнува да дејства како висока економска школа, а од 1977 година како факултетски субјект. Значи станува збор за високообразовна институција која што 64 години континуирано ги развива своите потенцијали, предувајќи ги достигнувањата на економската наука во едукативниот процес. Оваа година сме спремни да ја пречекаме 64-та генерација на студенти. Низ годините од економскиот факултет во Прилеп. Факт е и потврдуваат и бројките и видливо е дека излегле генерации студенти кои благодарение на образованието кои го стекнувале тука на економскиот факултет станали експерти во своите области. Нешто за ова. Токму така, ние профилираме квалитетен кадар кој што го наоѓа своето место во јавниот и во приватниот сектор. Студирањето економија е од исклучително значење, бидејќи им овозможува на студентите стекнување на низа специфични знаења и вештини кои што се применливи во реалната економија. Од тука, дипломираните економисти се клучен профил на кадар што е потребен во сите сфери на функционирање на економијата и општеството. Постои широк спектар на работни места кои што дипломираните економисти можат да ги извршуваат, односно да бидат сметководители, брокери, предприемачи, економски аналитичари, консултанти, банкари, ревизори, маркетинг експерти и слично. Всушност, економскиот факултет представува современа високообразовна институција која што е профилирана според светските високообразовни стандарди со атрактивни студиски програми и функционални просторни услови за студирање, а дипломите што студентите ќе ги стекнат се меѓународно признати. Факултетот располага со одлични инфраструктурни технички капацитети, односно 5 амфитеатри, 15 предавални, современи компјутерски центри, библиотека, видеоконференциска опрема, односно во целост ги исполнува предвидените нормативи и стандарди за вршење на високообразовна дејност. Се това што го зборувате, што го потврдуваат и во овај изминат повеќе од 6 деценијски период развој на универзитетот, зборува за квалитетот на образованието кој се стекнува на економскиот факултет. Пред се, може би и благодарение на професорскиот кадар кој своето знаење го споделува со студентите и едноставно ги воведува во вакви економски науки кои се неизбежни во секојдневното живење.
Токму така, наставниот кадар на факултетот е посветен кон унапредување на знањата на студентите и тоа со примена на најсовремени наставни методи, што имплицира факултетот да биде препознатлив како институција со високи стандарди и квалитет во високообразовниот простор како на национално, така и на меѓународно ниво. На тој начин факултетот профилира кадровски потенцијал согласно развојните потреби на земјата и конкурентските предизвици на глобалното окружување. Имено на економскиот факултет во Прилеп во изминатиот период дипломира 7671 студент, магистрира 649 студенти и докторира 110 студенти. И сите тие представуваат носители на развојот на нашата држава, на регионот и на Европа. Тука сакам да потенцирам дека главната цел на факултетот останува иста, а тоа е неговата определба за зголемување на атрактивноста, отвореноста, препознатливоста и конкурентноста, како во националниот високообразовен простор, така и пошироко во меѓународни рамки. Од се тоа што сега го изложувате, може ли да се каже дека и работодавачите го препознаваат квалитетот на завршените кадри од економскиот факултет во Прилеп? Точно така, бидејќи ние како факултет им обезбедуваме на студентите да се стекнат со применливи знаења кои што се високо ценети од страна на работодавачите и овозможуваат градење на успешна професионална кариера во јавниот и во приватниот сектор. Наставно образовниот процес што се реализира во нашата институција ги следи современите текови во едукацијата и развојот на науката во земјата и странство, односно секогаш се грижи да биде во функција на студентите, на компаниите и на општествената заедница. Има моментално голем број на студенти кои што истовремено работат и студираат. За да направите добри експерти во економските науки, секако потребни се и добро осмислени студиски програми. Меѓутоа предлагам за нив да проговориме по малата музичка пауза. Почитувани, останете со нас на 90,8 МГц, продолжуваме по музичката пауза. Магла пак ме покрива, мириса на неволја, ноќва сум ти така сам. Улици накиснати, прозорци расплакани, каде ли си, бар да знам. Од небо нек се спуштат и громови на душа, само да ти слушнам глас. Признавам пред светот, ке го минам векот, да те најдам ради нас. Не можам од тебе да оздравам, сета љубов дур сум жив, на тебе ја потрошив. Светот мој, минус тебе во него, она што ќе остане, малку е. Од небо нек се спуштат и громови на душа, само да ти слушнам глас. Признавам пред светот, ке го минам векот, да те најдам ради нас. Не можам од тебе да оздравам, сета љубов дур сум жив, на тебе ја потрошив. Светот мој, минус тебе во него, она што ќе остане, малку е.
Сета љубов дур сум жив, на тебе ја потрошив. Не можам од тебе да оздравам, сета љубов дур сум жив, на тебе ја потрошив. Светот мој, минус тебе во него, она што ќе остане малку малку Почитувани слушатели на Укло ФМ, ве подсетуваме дека вие сте со програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола и ја следите емисијата за Универзитетот отворено. Наша денешна гостинка е деканката на Економскиот факултет, професор доктор Драгица Джаклиевска. Деканке, рековме во претходниот дел, во првиот дел од разговорот, дека ќе зборуваме и за студиските програми кои се нудат на трите циклуси на студии. Но како што е вообичаено да започнеме со ред, со онај што е впрочем и најактуелно во моментот, за првиот циклус дипломски студии. Што им се нуди на бруцошите во новата академска 2024-2025 година? Ебе вака, студиските програми на трите циклуси на студии се прилагодени според потребите на пазарот на трудот. Од оваа академска година, во структурата на студиските програми на прв циклус на студии се опфатени и работилници за професионален развој, и тоа почнувајќи од третиот семестар на студии. Предавањата во рамките на работилниците се на апликативни теми, различни од материјалот опфатен со редовните предавања, и ги реализираат професори и представници од бизнес заедницата. На ваков начин се постигнуваат одлични резултати кај студентите во поглед на добивање на практични вештини и искуства. Инаку на прв циклус на студии акредитирани се 6 студиски програми, и тоа сметководство и ревизија, маркетинг, меѓународен бизнис, менеджмент, е-бизнис и банкарство и финансии. На факултетот има 200 слободни места за редовни студенти во државна квота, каде износот на партиципација изнесува 200 евра годишно, 30 слободни места за редовни студенти со кофинансирање и школарина за студирање во износ од 400 евра и 18 слободни места за воордени студенти со 400 евра школарина годишно. Накратко би сакала да објаснам кои знаења и компетенции се стекнуваат со студирањето на одделни студиски програми. Студиската програма по банкарство и финансии нуди знаења од областа на финансиите, односно знаења што ќе им помогнат на дипломираните студенти да ги решаваат финансиските проблеми кои што секојдневно се манифестираат во работењето на банките, компаниите, финансиските институции. Студентите ќе стекнат финансиски и аналитички вештини, способности за тимска работа и ќе можат успешно да менаџираат со финансиските ресурси и ризиците со кои што се соочуваат финансиските институции. Целите на студиската програма сметководство и ревизија се насочени кон стекнување на апликативни знаења од областа на сметководството, финансиското работење, финансиската анализа и ревизијата на финансиските извештаи. Студиската програма по меѓународен бизнис ги оспособува студентите ефикасно да одговорат на предизвиците на меѓународните економски процеси и успешно да водат бизнис во глобалната економија. Студиската програма менеджмент им овозможува на студентите да стекнат знаење и вештини за креирање на политики и дефинирање на цели за водење на бизнис, примена на современи модели за планирање, организирање и контрола на активностите во компаниите. Основна цел пак на студиската програма маркетинг е студентите да стекнат знаење и вештини за менаџирање со различни маркетинг активности, употреба на инструментите на маркетинг миксот и креирање на соодветни маркетинг стратегии за настап на компаниите на пазарот. Фокусот на студиската програма е-бизнис е ставен на стекнување на знаења за ефикасна примена на информатиско-комуникацијската технологија во водењето на бизнисите. Сакам да нагласам дека за студентите од останатите градови во државата постојат одлични услови за сместување во државниот студентски дом Орде Чопела под многу поволни финансиски услови. А пак сите информации кои што се поврзани со студирањето на факултетот, матурантите можат да ги добијат на веб страната и фејсбук страната на факултетот.
Кога ги имаме вака, да речам, обширно, образложено, сите важни елементи и широката лепеза на можности кои ги нудат студиските програми на прв циклус студии, може ли за миг пак да се навратиме кон она што покажуваат вашите анализи, вашите досегашни искуства, барем во последните години, зашто најповеќе се заинтересирани младите кандидатите кои сакаат да се запишат и да студираат на економскиот факултет во Прилеп? Генерално постои интерес за сите студиски програми, меѓутоа сепак студентите, односно матурантите, се најзаинтересирани за програмите по сметководство и финанси, а во последните години за студиската програма маркетинг. Тие се, така да речам, во моментот едни од поактуелните и тоа значи дека се поприфатливи на пазарот на трудот. Вие предпоставувам вашите анализи. Сите студиски програми, како што напоменав, нудат апликативни знаења, меѓутоа сепак матурантите најголем интерес покажуваат за овие студиски програми. Има информации и податоци кои на ниво на универзитет се категоризираат, се систематизираат, дека се повеќе млади луѓе се решаваат своето образование да го продолжат и на втор и на трет циклус студии. Економскиот факултет од Прилеп нуди комплетно заокружување на високото образование за втори и трет циклус студии, за студенти од странство кои запишуваат трет циклус студии. Меѓутоа, во овој дел од разговорот би сакала прво да го споменеме овој дел, а потоа и да се осврнеме и на еден друг проактивен дел на вашите професори и академски кадар. Меѓутоа ве молам за вториот и третиот циклус како многу важни системи во заокружувањето на високото образование на економскиот факултет. Како што споменавме, ние имаме акредитирани програми, студиски програми на вториот и на третиот циклус на студии. На вториот циклус на студии имаме 8 акредитирани студиски програми, од кои што 7 се едногодишни и една е 2-годишна студиска програма, а тоа е студиската програма по бизнис, администрација и менеджмент. Едногодишни се студиските програми по маркетинг, менеджмент, меѓународен бизнис, трговија и дигитален маркетинг, бизнис, банкарски финансиски менеджмент и сметководство и ревизија. На вториот циклус има вкупно 66 слободни места. На трет циклус акредитирани се 5 студиски програми и тоа финансии, маркетинг, менеджмент, меѓународен бизнис и бизнис информатика. Износот на школарината за 6 семестри изнесува 4500 евра за студентите од нашата земја и 6000 евра за странските студенти. Може ли, како што и најави, впрочем во овој дел од разговорот, да споменеме една проактивна улога на академскиот кадар од економскиот факултет од Прилеп? Овде всушност мислиме на сите оние меѓународни соработки, учества. Вие имате многу компаративни предности на овој план, па би сакала во тој дел на нивната активност како чинители во процесите и на економскиот и на општествениот развој и во земјата, меѓутоа и на меѓународен план. Вака меѓународната соработка од секогаш представува едно од стратегиските определби на економскиот факултет во Прилеп. Таа е негова интегрална компонента за унапредување на квалитетот и негово пошироко промовирање како респектабилна високообразовна институција. Во таа насока факултетот негува отвореност и комуникација со странски високообразовни и научно-истражувачки институции, со што се возможуваат предуслови за воспоставување на соработка во рамките на билатералните и мултилатералните истражувачки програми, програми за мобилност на академски кадар и студенти и промовирање на универзалната димензија на образованието и науката. На факултетот се издава и меѓународно научно списание со наслов Southeast European Review of Business and Economics. Станува збор за рецензирано списание во кое што се публикуваат трудови од областа на економијата, бизнисот и менеджментот и истото се публикува 2 пати годишно. Исто така, економскиот факултет Прилеп дава значаен придонес во афирмацијата на научната мисла преку учество и организирање на бројни меѓународни научни конференции, а исто така се јавува и како коорганизатор на повеќе симпозиуми и конференции кои што ги реализира во соработка со повеќе економски факултети во земјата и странство, а традиционално вакви конференции организира заедно со економскиот факултет во Тузла, економскиот факултет во Дубровник, Намик Имал универзитетот во Турција и слично. На ваков начин факултетот дава значаен придонес во развојот на економската наука и во доменот на унапредување на економскиот и општествениот развој на земјата. Исто така тие нудат можност за размена на идеи, градење на партнерства, споделување на искуства за унапредување на општественото живење во регионот.
Тоа навистина е еден импозантен, да речам, инпут во сите овие процеси и активности и еден важен дел од севкупниот комплексен пристап кој економскиот факултетот Прилеп го гради и во високообразовната и во научната област. Декан Ѓорѓе Клиеска, предлагам да направиме уште една музичка пауза, па ќе го привршуваме разговорот. Можам да ти верувам, нема лаги, нема зид меѓу нас, и се сеќавам на секој збор поред. Ми рече ти си ми се, да бидеш со мене, за секогаш до крај сега гледам како одиш и знам ти не се враќаш, не. Да се погледнам, да се видам без тебе. Ми требаш до мене, ми требаш ти до крај. Сега гледам како одиш и знам ти не се враќаш, не. Не се враќаш кај мене, не се враќаш, не. Заборавам, ко да не си ми бил од мене дел. Кај мене, не се враќаш, не. Не се враќаш, не. Кај мене, ти не се враќаш, не. Не се враќаш кај мене, не се враќаш, не. Не се враќаш кај мене, не се враќаш, не. Декан Ѓорѓе Клиеска во овој завршен дел од разговорот, представувањето на економскиот факултет, можностите за кандидатите, идните студенти, би сакале повеќе да се задржиме и за вашата соработка со бизнес заедницата, бидејќи тука сте еден од факултетите на универзитетот кој предначи, може да се речи, во овие активности. Вие сте постојано тука да одговорите на потребите на стопанството, да одговорите на сите нивни предизвици со кои се соочуваат. И секогаш е добредојдено едно експертско мислење, давање одговори и решенија за одредени проблеми. Врзано со стопанството се и овие прашања кои би сакале во продолжение да ги елаборирате. Имате голем број подпишани меморандуми за соработка со компании, каде пак студентите можат да реализираат својата практична работа и од тука и прашањето како подпрашање, каков е интересот кај студентите за реализирање на мобилностите кои им се нудат и така рече овие две нешта се многу блиски и поврзани меѓу себе. Ние како економски факултет сме особено горди на соработката со бизнис секторот.
Ваквата соработка особено е значајна во контекст на стекнување на емпириски знаења и искуства на студентите од една страна и трансфер на теоретските знаења во практиката од друга страна. Соработката се реализира преку повеќе форми кои што опаќаат стручни предавања на истакнати стручњаци од практиката со долгогодишно работно искуство, кои што на студентите им пренесуваат добри деловни практики и искуства, организирање на практична работа на студентите, понуда на консултантски и експертски услуги на компаниите, реализација на заеднички научно-истражувачки проекти и слично. Факултетот соработува со бизнис секторот при реализација на заеднички проекти. Пример за ваков тип на проект е соработката со Пакомак Скопје, каде што тим од наши професори, заедно со студентите, спроведи истражување за актуелните состојби и потребите за користење на повратни вендинг машини од страна на граѓаните од општина Прилеп и општина Битола. Ваквото истражување представуваше основа за креирање на стратегија за поставување на повратни вендинг машини во споменатите општини. Во рамките на факултетот исто така функционира и Центарот за професионални обуки и кариерен развој. Центарот во соработка со компанијата iSource реализира мултидисциплинарна проектна активност со наслов Бизнисот со академијата. Имено студентите имаа задача да истражуваат, анализираат и креираат стратегии за настап на странски пазари со примена на multi-creation пристапот. Соработката со бизнис секторот особено е нагласена во делот на обезбедување на стипендии за студентите во прва година на прв циклус на студии. Имено и за академската 2024-2025 година се обезбедени 24 стипендии, секоја во вредност од 200 евра од бизнис заедницата за упис во прва година на прв циклус на студии. И тоа како за најдобрите ученици, така и за учениците од социјално ранливите категории. Наставно-научниот совет на факултетот носи процедура во која што се дефинирани критериумите за доделување на стипендиите во двете категории. Може ли да ни ги посочите најпознатите или најредовните даватели на стипендии за вашите студенти? Оваа година тоа се фирмите Конфи Ангел Прилеп, која што обезбеди 10 стипендии, Прилепската пиварница Прилеп, која што исто така обезбеди 10 стипендии, Кулитекс Прилеп 3 стипендии и Евролинк АД Скопје 1 стипендија. Ја користам оваа прилика уште еднаш да им се заблагодарам на давателите на стипендии за нивната поддршка и соработка. Овде морам да нагласам дека континуираното инвестирање во студентите, благодарение на партнерството на факултетот со бизнис заедницата, дава конкретни резултати. Затоа што во центарот се поставуваат најважните чинители студентите, а тие се идните носители на развојот на државата. Покрај со бизнис заедницата, факултетот ја развива и соработката со општина Прилеп. Имено беше подпишан меморандум за соработка меѓу Економскиот факултет во Прилеп и општина Прилеп, со кој што беше договорена реализација на повеќе активности, односно беше договорена соработка во организацијата на научни и стручни собори, промоции и други настани од заеднички интерес, доделување на стипендии на најдобрите студенти и студентите од социјално ранливите категории, како и соработка во изработката на заеднички проекти во областите што се од заеднички интерес. Во рамки на овој дел од представувањето или нашиот разговор поврзан со представувањето на Економскиот факултет, уште еднаш да се подсетиме и за интересот кај студентите при реализирањето на мобилностите кои им се нудат. На Економскиот факултет во Прилеп особено е нагласен интересот за мобилност на студентите во рамките на Еразмус Плюс програмата, преку кое што тие имаат можност дел од своето студирање целосно стипендирано да го поминат на некој од странските универзитети. Така, во последните неколку години, околу 50 на студенти ја искористија можноста дел од своето образование да го стекнат на некој од странските универзитети, со кои што факултетот има склучено билатерални договори за соработка. За студентите особено се атрактивни универзитетите во Ница, Франција, Бамберг, Германија, Фоџа, Италија, универзитетите во Сплит и Дубровник, Хрватска, Марибор во Словенија и слично. Покрај учеството во Еразмус Плюс програмата, факултетот е вмрежен и во меѓународната програма за размена на академски кадар и студенти ЦЕПУС, со што е овозможена академска размена на студенти и професори од високообразовните институции со цел да се промовира соработката, односно создавањето на мрежи на универзитети и да се унапреди образованието на универзитетите од Средна и Источна Европа. Ја користам приликата во овој момент да ни посочите кои се
некои важни и значени актуелности кои можеби не се опфатени со овие традиционални, конвенционални прашања кога ги представуваме единиците на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола во тие рамки и економскиот факултет. Сигурно има повеќе значајни моменти, меѓутоа јас замолувам да се задржите на она што сметате дека во моментот е најактуелно и многу битно. Економскиот факултет од Прилеп во рамките на промотивните активности традиционално организира и надпревар од областа на циркуларната економија и тоа за учениците од средните училишта од регионот. На наше задоволство и оваа година имаше огромен интерес за овој настап. Имено на надпреварот учествуваа 21 тим, односно 83 ученици под менторство на 23 наставници од 15 средни училишта. На победничкиот тим му беше доделена награда во износ од 10.000 денари, втората награда беше во износ од 6.000 денари, а третата во износ од 4.000 денари. Покрај наградите од Економскиот факултет од Прилеп беше доделена и награда од Пакомак во вредност од 10.000 денари. Ја користам оваа прилика да изразам огромна благодарност до сите учесници на овој надпревар и се надевам на уште многу вакви заеднички успеси. Деканка Оджаклиевска, веќе го привршуваме разговорот, представувањето на Економскиот факултет Прилеп во рамки на уписната кампања за академската 2024-2025 година. Која е вашата порака до вашите сегашни се разбира и овие идни студенти кои ги очекуваме со отворени врати? Економскиот факултет нуди студиски програми кои што по својата атрактивност, апликативност, содржина, областите што ги опаќаат, кореспондираат исклучително со актуелните барања на пазарот на труд и нудат можности за исклучително успешна професионална кариера и она што е најважно, меѓународно се признати. Покрај тоа постои одлична соработка и комуникација помеѓу професорите и студентите, а при тоа се реализираат и многубројни студентски активности. Економскиот факултет е отворена институција која што остварува соработка со бројни факултети и универзитети во странство, во рамките на кои што се реализираат многу програми за размена на студенти и наставен кадар, што возможува натамошно усовршување и надграбка на знаењата, како и стекнување на нови искуства. Јас би ги повикала матурантите да изберат институција со традиција, квалитет и препознатливи студиски програми. Почитувани матуранти, студирајте на Економскиот факултет Прилеп и прераснете во движечка сила на сите општествени промени во државата. Деканке, ви благодарам. Пораката е навистина интересна, навистина добра, мотивирачка и останува само да се заблагодарам и да им кажеме на нашите почитувани слушатели дека тие се со програмата на Универзитетското радио, Укло ФМ Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола и го следеа најновото издание на емисијата за Универзитетот Отворено, посветено на представувањето на Економскиот факултет од Прилеп, единица на Укло. Наша гостинка беше деканката на факултетот, професор доктор Драгица Оджаклиевска. Ви благодарам. Ви благодарам јас уште еднаш и на сите слушатели им посакувам убав ден. Љубовта и болката се близначки, рака под рака од секогаш. Светот ми го свртеа наопачки, само да ми недостасуваш. Ко што капка дожд го памти облакот, така ми те памти душа. Час те мразам, час те сакам најако, а најчесто ми недостасуваш. Час те мразам, час те сакам најако, а најчесто ми недостасуваш. Ноќва мојта крв те бара, нозете сами одат таму кај што си. Проклета е љубов стара, кого немаш не ти дава да го заборавиш.
imena Boga bi mu postavil, kako li od i od srce, da go izbrišeš, to i što ti ostavil, tolku mnogu zasekjavanje. Kako da go izbrišeš, to i što ti ostavil, tolku mnogu zasekjavanje. Noćva moj ta krv te vara, rozete sami odat tamo kaj što si, prokleta je ljubav stara, kogo nemaš ne ti dava da go zaboravi. Noćva moj ta krv te vara, rozete sami odat tamo kaj što si, prokleta je ljubav stara, kogo nemaš ne ti dava da go zaboraviš. Тука е крајот на денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено. Разговорот го водеше магистер Елизабета Ангелеска Атанасовска, тонска реализација Љупчо Цветковски, главен и одговорен уредник на Укло ФМ магистер Сонја Тантарова Груевска. Не те вадам јас со памет, памет. Не те вадам јас со памет, памет. Ти и јас исто мислиме по очи познавам.
Укло FM, Битола, јули 2024 година. 24 часа секој ден на 90,8. Укло FM, Битола. Избери квалитет. Избери традиција. Избери го Укло. И слушај Укло FM Битола 90,8 МГц.